Часовникот чука, доколку до 15 март не се постигне договор за скалесто покачување на платите, следува генерален штрајк на вработените во администрацијата, порачаа денес од Конфедерацијата на слободни синдикати. Бараме усогласување на платите согласно колективните договори и усогласување на платите во јавниот сектор. Зашто? Затоа што најголеми приматели на минимална плата во моментот се вработените во јавниот сектор. Тие што зимаат минимална плата и под минимална плата, верувајте, нашите анализи покажуваат дека 50%, околу 40.000 се во јавниот сектор. Верувајте дека со покачувањето на минималната плата, тој процент во јавниот сектор ќе биде над 60. Според полицискиот синдикат, сега утврдената минимална плата била 2 до 3.000 повисока од основната плата на полицаец. Ова е срамно, ова е жалосно, ова е мизерно, а самите знаете како новинари, како јавност, дека министерот пред нова година се пофали дека ќе покачи 5% во 2022 година. Најверојатно веќе го нема со месеци и најверојатно планира да тие 5% да ги покачи во месец декември 2022 година, за платата да земе во 2023 година. Анализите на КСС покажале дека во 2017 година, кога минималната плата во државата била 10.000 денари, најниската плата во администрацијата била 12.188 денари. Сега, кога е 15.200 денари, минималната плата и кога за некој ден ќе стане 18.000 денари, најниската плата во администрацијата е 12.848 денари. Ова, според нив, директно влијае врз мотивот и ефикасноста во работењето. Поради ова се бара итно усогласување на платите според утврдените коефициенти. На тој начин не само што ќе се добијат одредени позитивни ефекти кај сите вработени, туку и ќе се почитуваат и законите и колективните договори. Од КСС најавија дека уште во понеделник ќе ги започнат координациите на ниво на основни организации, а до петок ќе свикаат и конференцијата која треба да се случи за времето и начинот на отпочнување на генерален штрајк.